ова издание раста тензиите меѓу Грција и Турција, двете членки на НАТО на работна воена пресметка. Израел разви ласерски систем за одбрана, прв од ваков вид во светот. По 6 месеци пауза, музеите во Њујорк повторно отворени. Како изгледа новото нормално? Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Раста тензиите меѓу Турција и Грција. Анкара бара нафта во источниот Медитеран, дел од морето за кој Атина смета дека се наоѓа во нејзините територијални води. Турција почна со двонеделна вежба во водите на Средоземното море, зголемувајќи ги тензиите во време кога Грција веќе има големо морнаричко присуство во тој дел. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ја обвинува Грција за насилство и пиратство. Турската вежба е најнова ескалација во билатералните тензии, која уследи откако Грција распореди војници на грчки остров во близина на турска територија. Анкара предупредува дека истекува трпението кон Атина. Ве молиме, не се обидувајте да ја тестирате Турција. Ние сме луда држава. Никој не може да предвиди што ќе биде турскиот одговор. Можеме да чекаме да бидеме трпеливи, но еден ден нашиот одговор ќе биде многу лош. Пронаоѓањето резерви на природен газ во делот на источниот Медитеран поттикна трка по енергија, што го оживеа деценискиот територијален спор меѓу двете НАТО членки. Грција ја обвинува Турција дека бара нафта во незините суверени води, поради што распореди сили во тој регион. Двете држави имаат различни гледишта за тоа каде е морската граница. Знак дека спорот се зголемува е тоа што Франција испрати воени бродови во поддршка на Грција. Овој потек се смета дека ја затврстува позицијата на Атина во однос на посилниот турски ривал, но и ја зголемува опасноста од конфронтација. Може да има конфронтација, има морнарици и борбени авиони во тој дел. Како сообраќаен метеше, се може да се случи. Видео кое го објави турската војска, а на кое се гледа како еден од нивните авиони следат грчки воен авион, покажува колку близу до судир се двете страни, во битка која сега веќе не е само за енергија. Сега во прашање се нивниот углед, статус, место во новиот светски поредок. По тие причини двете страни сигнализираа дека може да влезат во вистински конфликт. Министерот за надворешни работи на Германија Хајко Мас предупреди дека Турција и Грција се на рап на конфликт, откако пропаднаа неговите обиди да ги намали тензиите меѓу двете држави. САД ги спречија предходните конфронтации меѓу Турција и Грција, но аналитичарите велат дека овој пат Вашингтон се наоѓа во претседателска кампања и оти веројатно нема да се вмеша. Во меѓувреме двете НАТО членки изгледаат спремни за воено соочување, без да имаат стратегија за излез. Палестина почна да користи балони кои носат експлозив преку границата со Израел. Како одговор на ова, Израел разви систем на ласерска одбрана, прв од ваков вид во светот. Шарени балони обично носат радост, но израелските деца кои живеат близу границата со Газа се учат никогаш да не допираат балони на земјата, зашто тие најверојатно се поврзани со експлозив. Бомбите балони, лансирани од Газа, предизвикале десетици пожари на сувите летни полиња во Јужен Израел. Израелски инженери развија нов ласерски систем, наречен Лахав Ор или светлосно сечиво, за да ги пробуши балоните пред да се приземјат во Израел. Системот е многу безбеден, ја погодувате само целта, не е опасно за никого, за авионите кои се движат на небото или за друга опрема што имате во воздухот. Ова е единствениот ласерски систем што знае како да го прави тоа. Ласерот бил развиен од израелски стартап Opti Defense и е опериран од израелската армија заедно со пограничната полиција. Системот покажал 90% прецизност во соборување на балони и беспилотни летала со куст дострел. Системот го открива секое движење во воздухот. Кога ќе открие движење, ние одиме во координатите што ни ги покажува. Гледаме дали е птица, балон или дрон. Ако е балон или дрон, ја испраќаме информацијата и координатите се надлежни за следење на целта и за незино соборување со ласер.
Извршниот директор на Opti Defense, Ами Ишаја, вели дека израелскиот систем, што чини $1 милион за секоја ласерска направа, има значајни комерцијални предности во однос на други ласерски системи што се на пазарот. Уникатноста на овој систем во споредба со американските системи и другите е специјалниот аспект. Ние користиме специфичен ласер, специјална оптика за фокусирање, за да нема конфликт со се друго што лети. Одличен е за управување во урбаните области, во воздухопловните сили, во стратешкиот план, дури и при јавни настани или стадиони. Системот покажал голема прецизност во соборување на краткодометни балони и дронови. Овие системи се наменети за проблеми од кус домет, како што се балоните, но со време дизајнерите велат дека ласерите можат да се употребат и против закани од напади со беспилотни летала со подолг домет, што доаѓаат од Хезболах во Либан или дури и од Иран. Маски, средства за дезинфекција и најшокантно од се, нема метеж. По речиси 6 месеци пауза, музеите во Њујорк се повторно отворени. На 2 часа пред музеот Метрополитен да ги отвори вратите. Поречиси 6 месеци од како беше затворен, сликарот Стивен Галичински е веќе тука. Уметникот сонувал да биде првиот што ќе влезе кога музеот повторно ќе се отвори. Првото нешто што ќе го видам е Жан д'Арк, мојата омилена слика во Метрополитен. Ќе одам таму и ќе разгледам наоколу. Го носам блокот за скицирање во ранецот. Типично, 6 милиони луѓе го посетуваат музеот секоја година. Пред пандемијата да ги погоди сад, туристите сочинуваа околу 40% од посетителите на Метрополитен, но на овој ден во редица за влез чекаа претежно њујорчани. За време на пандемијата ќе дојдев од надворешната страна на Метрополитен и гледав внатре, во халата со скулптури. Многу ми недостигаше музеот. Среќна сум што е отворен. Ништо културно, сите филмови ги гледав дома, се беше дома. Навистина сум возбудена што сум надвор и што ќе можам да направам нешто друго, нешто нормално. Директорот на Метрополитен, Макс Холейн, ги поздрави првите посетители и понуди да се слика со нив. Музеот имал големи планови да ја прослави својата 150-та годишнина во 2020-та, но Холейн вели дека сега фокусот е сменет. Во овој момент би рекол дека не сакаме да славиме, сакаме да бидеме во служба, особено за жителите на Њујорк, и сакаме да бидеме дел од враќањето на Њујорк во нормала, да создадеме амбиент кој жителите го сакаат и го очекуваат. Музеот изгуби $150 милиони од средината на март и отпушти околу 20% од персоналот. Представниците на музеот велат дека се надеваат дел од приходите да се вратат. Во меѓувреме, нов протокол е во сила. Посетата е со закажување, се проверува температурата на посетителите и маските се задолжителни. Гостите ја обиколија новата изложба наречена Создавањето на мед. Тоа е патување на 150 годишната историја на музеот, преку 250 уметнички дела. Њујорчани во отворањето гледаат добар знак. Ги следев правилата, не излегував, останував дома. Ја чистев куќата, се грижав за моите работи. И ова за мене е отворање кон живот кој го знаев порано. Локалните продавачи на храна исто така се враќаат на работа. Без Метрополитен за некои немаше работа. Не очекувавме дека се ќе запре, но така беше. Се обидовме неколку пати да отвориме, но на улица немаше апсолутно никој. Ако луѓето не одат во музеј, нема зошто да доаѓаат наваму. Така беше со месеци, немаше работа. Црно-белите транспаренти на влезот се направени од Јоко Оно, наречени се "Сонувајте заедно", рефлексија на моќта на уметноста. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете не и на социјалните мрежи како Глас на Америка на македонски. Поздрав од Вашингтон.